Ситуацијата кај нас во Македонија е многу подобра од ситуацијата во западноевропските земји, каде што гледаме пораст во некој порастот помина, па сега повторно имаме паѓање, но и тоа во крајна линија не е важно, затоа што пред неколку седмици ние усвоивме еден алгоритам за проценка на епидемиолошкиот ризик, кој што се базира на релевантни податоци, не се базира на предпоставка и проценка индивидуална, туку се базира на бројки. Во овие бројки кои се земаат во предвид за пресметката на алгоритмот, се број на нови случаи, број на хоспитализации на 100.000 жители и број на исполнетост или процент на исполнетост на болничките капацитети. И оваа алатка ја користиме на дневна основа, за да знаеме дали сме во зелена, безбедна зона, портокалова зона, каде што вниманието треба да е зголемено, или црвена зона, каде што имаме многу сериозен ризик по здравствениот систем. И не мора многу да предпоставуваме, просто ќе ги следиме овие бројки, во моментот кога ситуацијата ќе се влоши, цел пакет на мерки, кој што ќе нема да одиме вака постапно една по една, туку за одреден ризик ќе имаме пакет на мерки, уште го дефинираме, но нема да спиеме овој период од неколку месеци кога очекуваме состојбата да биде многу мирна, туку ќе ги спремиме варијантите, пакетите на мерки за среден ризик и за висок ризик доколку дојде до тоа.